Примена на основни и секундарни бои и текстура во сликањето. Основни бои се црвена, жолта и сина. Како се добиваат секундарните бои? Со мешање на црвената и сината боја се добива виолетова. Со мешање на сината и жолтата боја се добива зелена боја. Со мешање на црвената и жолтата боја се добива портокалова боја. Секундарни бои се виолетова, зелена и портокалова. Да повториме што е текстура. Текстура е надворешна карактеристика на површината на секоја природна и вештачка материја која може да ја видиме. На слајдот гледате разни видови текстури што секојдневно ги среќаваме во нашата околина. Текстурата во ликовното изразување се представува со разни видови линии, точки и форми. На слајдот гледате повеќе текстури представени со кратки и долги линии, со криви и прави линии, со отворени и затворени линии, со разни форми и точки. Примери за примена на основни и секундарни бои и текстура при сликањето. Ова се слики на ваши другарчиња. На почетокот, површината на листот поделете ја со криви, отворени и затворени линии. Површините што ќе ги добиете можат да имаат некаква препознатлива форма или не морат да имаат определена форма. Површините обојги со основните и секундарните бои. Црвена, жолта, сина, портокалова, виолетова и зелена. Површините ограничи ги со црна линија. Потоа можеш површините да ги украсиш со текстура. Можеш да применуваш линии, точки, разни форми, текстурата исцртува ја со бела боја. Се надевам дека ви се допадна. Обиди се и ти да направиш прекрасна слика со примена на основните и секундарните бои и текстура.